Užívaj, Polči. Кирца, що правиш? Дома. Що правиш? Имам нов член на семейството. Не смей се, Кирца, ќе ја навредиш, осетлива е. Ево, види ја каква е. Лепотица. Види ја, Кирца, лепотица е. Не ти е преуба? Да, Ова е Поли. Ја викам Поли, заш имат пореметена личност. Си мисли дека е ем риба, ем питбул. Не смей се, Кирца. Сериозен сум. Речи здраво, Поли. Здраво, Поли. Ко за љубител на животни треба малце поозбилно да се понашаш. Не плаши ми се, сонце. Не плаши ми се, сонце. Душиче. Денес случајно појдов во пет шоп и прво сакав папагал да си купам, ама после кој ја видов Поли во аквариумот сама, не смеј се, Кирца, озбилен сум. Седеше во аквариумот сама и ми падна жал и си реков, види каква е сама во аквариум, некои цело време и го контролират животот, решават каква ќе биде температурата и кога ќе јадит и кога ќе спиет и кога све, цело време други го решават то и си реков, види и рибчево живеј ко ние што живееме во Македонија, ко во аквариум. И реков дека мора да ја земам. Добро, да бидам искрен, малце се ценкав. Прашав колку пари е и ми рече 300 денари и сега колку и да ја сакаш, мислам 300 денари, сепак за риба многу се, мислам, кило белвица е толку, сега ова сепак. Шо е ова, бе? Мачка. Заш не ми кажа дека имаш маче овдека? Мислев, треба да знаеш. Како да знам, кире, јас со риба му дам нагости, тој мачка ми пушти. Ај, молим те, мафни ја. Под стрес е, Поли. Се упаш, избегам. Молим те, кире, тргни ја, значи. Не кат, молим те, тргни ја. Не плаши се, сонце, јас ке те чувам. И малце се ценкав и ми дадоа и попуст и му реков дека ќе ја ставам во клипчиња и се согласија да ја земам за 80 денари. Толку коштат капка и љубов, 80 денари. Добро, плюс и 300 за ова, за куглава, ама немат врска. Сакам да кажам, понекогаш човек треба да инвестират. И јас решив да направам нешто не секојдневно. Решив да ја... Пошто беше најдепресивното рибче таму, нормално дојдена од негдека, од екзотично, од негдека, види какво е. Види какво е. Дојдено од екзотично во Охрид во ноември. Загрејата душиче. Решив да ја... Се ке сторам за да ја насмеам. Значи, то во живот до сега мислам дека никој го немат направено. Колку сакаш биди добар и мислам дека многу е тешко, ама ако јас ке се обидам. Се ке сторам за да ја насмеам. Да ја расположам, ке сторам се. Разбирате? За Поли. О, Поли, толку те сакам и воопшто не ми е мака што 380 денари потрошив. Ете, не знам, со една мала поема да почнеме. И сега ги разбирам сите што имат животни. Порано мрчев, дури го имам и во материјал за стендап, мрчев порано. Например, не знам, ке се шетавме низ паркон и
и ке згазнев на некое гомно од куќе и мрчев, си викав, леле, селјаци овие, види ги дебили, што не си ги соберет бе гомната од кучињава, што сум јас крив, што шетам со децава и со фамилијава и некој ако сакал да чуват куќе, што сум јас крив, например, дека тој куќе сакат да чуват, нека си ги собират гомната од куќето ако му кења. Така не е во основа. Така е, ама сега сваќам што значи да имаш милениче. И едва го чекам моментот кај што ќе се покакат поли и ќе земам дел од гомцата нејзини и ќе ги однесам в парк за не знам, за да споделам, за и некои нејзините да ги стапнет. За што е таа ке риба што? Понебитна е од некој што имат куќе? Не, така, исто е. Мислам, заш пак кучињата да имат предност. Са, например, ние и јас ќе ја шетам в парк. Пошто сега зима ќе биде со количка ако треби. Зошто? Шо? Ако е рибче депресивно, таја треба да се понашаме како да е хендикепирано? Не, така. Мислам, дајте шанса на општеството, појма неам. Уживај си, Полче, ке средиме. Еве, ке станиш многу славна. Исто кој јас, што сум славен. Многу. И мафни ова мачкава ме нервират. Цело време овде ми прави тензија некоја. Не можам ни да се опуштам. Цело време ми се чини мислам ко дека ќе ја изет рибава и ко душава да ќе ми ја изет. Душиче. Леле ку ќе пораснит, ку ќе е јако. Сега зимава нема да ја носам надвор, пошто студено ќе е и како се викаат и меш куќе да беше ке требаше секое сабајле да ја вадам за намочкање, ама вака пошто не може ветувам. Поли, слушај ме, сонце, Полче, слушај ме. Значи секое сабајле по една трошка, по едно лајче ќе вадам од течноства од аквариумов и ќе ја фрлям надвор по некое дрво, да не ми се осеќаш ти нешто понебитна. Исто ќе биди, сонце. Исто како да си куќе маче, се ќе биди окей, ти ветувам. Се ќе биди окей. Добро? Ај насмеј се, жити се. Не ти, кире. На Поли и викам. Ич немат разбирање овај кире, само свадби снимети. Научени се само луѓе да им зборват. Вака со животни не знаат. Ама ќе те научиме. Кирил. И ти ќе се смееш редовно, ти ветувам. Добро, Полче. Сакаш да ти кажам еден виц? Омилениот што ми е мене и еден од најаките што ми се. Во принцип дури не кам ни вицој да кажувам, знаеш? Имам дури речено, ајде не кажувам вицој, ама за тебе се ќе направам. Еве, например, си бил еден пилот и летал со авионот и паднал во пустина. И сега немал ништо, ни за јадење, ни за пиење, вода, капка се немал напијано 3 дена. И ојд низ пустинава и нашол оаза. И се трчат за да се све слеквит палта едно друго и како се викат пред да стигнат на оазава гледат таму спијат еден змеј и рекол сега мамата ти ја расплакав, па не да си змеј што сакаш биди бе бате. Кога ти влезам со бокса и се залетал кој што спиел змејов Поли и овој го мават со бокса и пау, змејов се будит и го кажа шо правиш бе? Па вода се напијам. Напи се! Поли, јако беше? Добро, не ни очеквам, мислам, од прва. Тоа е то. Заедно сите ќе се потрудиме. Океј? Океј, Кирца? Вети ми. Ветам. Поли, и ти вети ми. Викат
To znači da, Kire. Kire, to znači da.